ке чинили изградбата на автопатот Кичево-Охрид половина милиарда евра. Владата и кинеската Синохидро пресметуваат уште колку пари се потребни за да се исправат промашувањата на трасата. Во меѓувреме најавуваат дека ќе потпишат еден од предвидените два анекси на договорот за да може да се продолжи рокот за изградба најверојатно за уште 3 години. Вториот анекс ќе биде потпишан од кога ќе се утврди дополнителната сума. Дополнителната сума кажав дека се преговара прво во моментов, најверојатно ќе се оди со два анекси. Првиот анекс на договор ќе биде со продолжување само на рокот, се дури не се утврди точната сума, не би шпекулирал со суми, бидејќи разноразни суми беа излезени во јавност, така да не би сакал да шпекулирам. Најверојатно ќе се оди со два анекси на договори. Едниот за рокот, едниот за дополнителните средства. Предходно ЈП за државни патишта посочи дека според груби пресметки потребни се 130 милиони евра дополнителни пари за да се исправат грешките на трасата. Ако на оваа сума се додадат 375 милиони евра предвидени со договорот, тогаш излегува дека 1 километар автопат до Охрид ќе чини речиси 9 милиони евра. Предходната влада зеде кредит од 580 милиони евра од кинеската Ексим банка, а со закон преку собранието, изградбата на автопатот Кичево-Охрид, но и на Миладиновци Штип, ја довери на компанијата Синохидро. Експертите неколку пати алармираа за процедурата и начинот на кој што се градат автопатиштата. СЈО за изградбата на овие два автопата отвори случај со обвинение дека поранешни функционери го штетиле буџетот за 155 милиони евра.